Депресија, стрес, анксиозност. Драматично е зголемена стапката на нарушено ментално здравје кај младите за време на и после пандемијата. Ова го покажуваат и податоците во истражувањето презентирано од клиниката за психијатрија. Резултатите ги слушнаа и пратениците. Директорот на клиниката Байрактаров предупредува дека за разлика од Македонија, во многу други држави се одвојува сериозен дел од буџетите за менталното здравје на граѓаните. Сите овие аспекти на што треба да работиме, превенција, рана интервенција, проактивни мерки за спречување на проблеми што треба да бидат на многу нивоа. Пред се во образование, образование, социјален сектор кој е многу активен на оваа поле. Свесни сме дека во државата има многу семејства или деца под социјален ризик на кои им треба пред се помош од менталното здравје. Во образованието е прв чекор кај што може да се прави детекција и превенцијата е основна во образовниот сектор. Владата во соработка со невладините сработиле национална стратегија за ментално здравје на младите, но тешко дека истата ќе може да се примени, се додека не се смени законот за млади, беше нагласено на денешната собраниска дебата. Младите се обидуваат да притиснат, нудат и идеи и решенија, но има ли кој да ги слушне? Вработување на социјални работници во училиштата, неоптеретување на психолозите во училиштата со административна работа, актуализирање и модернизирање на Заводот за ментално здравје на деца и младинци, како и вклучување на невладините организации во носењето на одлуки за менталното здравје на средношколците, секако и на студентите и на останатите млади. Во моментот во Македонија има само 3 државни институции кои нудат здравствени услуги за ментално здравје на деца и млади, од кои 2 се во Скопје и 1 во Битола. На оние на кои им е неопходна помош, ја бараат кај приватните лекари и институции. Според анализите на младинските невладини организации, кај нас не постојат ниту официјални податоци за вкупниот број на млади кои побарале помош поради психолошки проблеми, ниту пак било какви статистики за оваа проблематика.